стигна и терминот за црвена линија. Ве поздравувам, ви велам добар ден и очекувам навистина барем за темата за која што ќе говориме денес да ве има во исклучително голем број. Оно што треба да го направите нормално за да бидете во црвена линија, доволно да го завртите телефонскиот број 02-307-0005, а еве и зашто ќе зборуваме токму со вас. Без грејење на инфективно во болницата во Велес се прегледуваат пациенти на температури од 10 степени. Се затвори и Битолското инфективно оделение. Останаа само двајца доктори, специјалисти. Нема лекови, се помалку има лекари, сестри, но затоа има се повеќе донации. Од Јапонија донација нов мобилен ангиограф за потребите на службата за интервентна кардиологија и радиологија за градската општа болница 8 септември. Клиничката болница во Штип доби донација од 200.000 евра од шведската хуманитарна организација. Здравствениот дом во Свети Николе доби ново Нисан санитетско возило во вкупен износ од 54.633 евра. Донацијата од јапонскиот народ. Дали здравството треба да оди целосно на ремонт? Како да го излечиме здравството и кој да ни го лечи истото? Треба ли да се менува воопшто здравствениот систем? Тие прашања ги очекуваме од вас, а секако очекуваме и да не заследите на социјалните медиуми. Не заборавајте црвена линија, профилот на Facebook, каде што објавуваме секојдневно за што зборуваме. Ваше да лајкнете, шернете и коментирате. Заследете ја и Телма телевизија на Facebook. А задолжително, еве, кој не направил од овој момент, побарајте не задолжително на Instagram и кликнете на Instagram Story. Денешното анкетно прашање гласи: дали сте задоволни од услугите во здравството за кое сте одвојувале пари во текот на целиот работен стаж? Одговарате со да и не. А секако оние кои што ќе се вклучат во црвена линија денес, ќе ги прашаме и тоа дали владата сушност планира да распише тендер за кебиња. Иронично, може би цинично, но ситуацијата е сериозна. Одиме со прилогот на нашиот колега Петар Догов, тоа значи ќе се загрееме, а потоа стартувате вие. 02-307-0005. Деца и повозрастни пациенти се прегледуваат во незагреана амбуланта. Студени се и болничките соби. Ова го тврдат дел од докторите во Велешката болница, вработени на инфективното одделение. Условите се неподносливи за работа, напише една од докторките во болницата и испрати порака до менаџментот, да не се чудат зошто вработените ја напуштаат институцијата. Велешката болница, поточно одделот за инфективни болести, треба да се награди за енергетско штедење. На температура од 10 степени Целзиусови во просторијата на специјалистичка амбуланта се прегледуваат пациенти. Ништо поразлично не е ниту во болничките соби, ама таму има кебиња. Да се исклучат фрижидерите каде се чуваат вакцини и серуми, од и собната температура одговара на Ладен Синџир. Долги години трае проблемот со инфективното одделение, вели директорот на болницата Боја Джиев. Планирана била реконструкција, но случувањата со ковид пандемијата ги помати плановите. Сега се чека на Министерството за здравство да обезбеди средства и да овозможи од корен да се реновира објектот. Во моментов двајца пациенти со корона се хоспитализирани на инфективното одделение. Сместени се на горниот кат. Според менаџментот на болницата, проблемот со грејењето засега може само да се ублажи, но не и да се најде алтернативно решение. Проблематично е да се користат други грејни тела за да се избегне катастрофа поради дотокот на кислород. Ете го погледнавме и прилогот, но ова се проблеми кои што се пренесуваат и траат долги години, што значи традицијата да имаме вакви состојби во болниците, особено во внатрешноста, не е нешто што се случува прв пат. Затоа ве вклучуваме вас, ми јавуваа дека имаме и гледач. Добро вечер, ќе кажам слободно, од црвена линија. Добро вечер. Па еве, слушнавте дека без грејење на инфективно во болницата во Велес се прегледуваат пациенти на температури од 10 степени. Дали сте вие лично задоволни од услугите во здравството и дали владата еве според вас планира воопшто да распише тендер за кебиња? Јас не сум задоволен од поглед на здравството, затоа што да ви кажам отворено, еве скоро 20 кусур дена чекам резултатот
топографска преглед на стомакот. Се уште резултатот го немам. Затоа овде не владата 30 влади да се сменат, никогаш нема да го порават здравството. Зошто ќе кажете? Во здравството доаѓаат министри кои што немаат елементарно познавање од здравство. Овој сега моментално што ви е министер во здравство, е искрено да ви кажам стоматолог. И што тој, кажете ми, се разбира што е тоа здравство? Не се разбира. Затоа во здравство треба човек кој што е искусен, како порано што беше, ако се сеќавате, и имаше доста здрави министри кои што почна да работат, али кочничарите не му дозволија да направат резови, односно реформи во здравството. Еве денески слушам таму, само за пари се борат. Синдикатот бара секогаш да има за сестрите по 50.000, за докторите под 2.000 евра. Не, здравството треба потребно да се реформира и на граѓаните да му служи за она што е наменето. 40 години сме плаќале и сакаме ние здравствена услуга од прв ред. Ви благодарам многу. Благодарам што се јавивте вие, продолжете да не гледате. Ќе ги охрабрам секако и гледачите еве од Велес, па дури и од Битола и секаде каде што не следите. Нормално прво да ни откриете за какви се условите во тамошните болници, колку сте вие лично задоволни од услугите. Добро вечер за следниот гледач во црвена линија. Ало? Намалете го тонот на телевизорот да зазборуваме преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Намален е тонот. Одлично. Па еве, како ги коментирате последните случувања со оглед на тоа што на инфективно во болницата во Велес температурата е измерена 9 степени, а еве вие лично колку сте задоволни од услугите кои што... Јас сум многу задоволен од услугите, да ви кажам, на овој народ ништо не може да е задоволен. Овој народ за све бара разлог. Не ја гледа ситуацијата каква е во светот, што се дешава во Украина, што се дешаваше предходно со пандемијата. Од каде да најдат толку пари и здравството за да може вие да добиете врвно здравство. Јас поминав 40 години бев здравствен работник. Сега сум 83 години. Кога да одам во амбулантите, секој пат сум задоволен, не барам уопште врски, уопште не се представувам кој сум, што сум. Мој термин го почитувам, ќе ми се јават, одам точно на време, точно, али овој народ е невоспитан. А еве кажете ми како го коментирате тоа што пациенти се прегледуваат и лежат на 9 степени температура во момент? Можда има такви инциденти, али тоа не значи дека целото здравство е да го фрлиме од земја и да го газиме. Како што сме научени ние македонците, све и се што да критикуваме. Една влада нас не ни е добра. Кој да дојде, од кај да дојдат, ние само ќе критикуваме. Ние не знаеме, ние не сме воспитани. Гледам, кога одам на лекар, гледам како се туркат, а има мој термин. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Веќе слушнавме две размислувања и искуства од гледачите што мислат за тоа дали му е потребен ремонт целосен на здравството и секако еве можете во следните минути да не откриете колку вие сте задоволни од услугите на истото. Добро вечер за нов гледач во црвена линија. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. До телевизијата. Оти лаже човекот. Има термин. Како има термин кога нема термин? Нема термини во Штип. Нема. Чекај 2 месеца за контрола. 2 месеца. Што се колку? 2 месеца. Нема термин. Нема лекар. Нема. Отидох, сака, ме прегледа докторка, ништо. Смрзнах во таму на чекалата, што не бев непокретен, бе још непокретен стана. Не можем да станам сега. Како не може сам да лажем? Нема термин никакви. Никакви термини. И лекари нема. Нема лекар. Тој на одмор, Кавица, вече што нема некаде. Нема ништо од тоа. Тоа е пропаст вече. Пропаст. Тоа го нема понапред. Та детски неката реченици, че
кабинет. Дай томограф во кабинет. Дай работи. Треба кој да работи на него, луѓе. Томограф. А дайте ме руте студентите. Дайте ме студентите да работи таа машина. Ќе купи рудникот. Да се преведува. А не работи. Sada ti me tam kada. Това. Пријатно, хорошо. Пријатно, поздрав голем и до вас, останете да не гледате. Еве, ќе подсетиме дека денес зборуваме за последните случувања. Вчера зборувавме и за големиот долг за електрична струја кој што го има клинички од 7 милиони евра, ама еве веќе денес зборуваме и за фактот дека без грејење на инфективно во болницата во Велес се прегледуваат пациенти и тоа на температура од 10 степени. Ке подсетиме дека се затвори Битолското инфективно оделение, останаа само 20 доктори специјалисти. Од каде да сте и следите Црвена линија, секако ве очекуваме да го споделите вашето лично искуство и видување околу тоа колкав ремонт му е потребен на македонското здравство. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Добро. Па еве, како ги коментирате овие податоци? Господјо, ќе се наврата на претходниот гледач. Така, продолжете. Предпоследниот. Тој кажа дека е бил некогаш болнички работник. Продолжете, времето да не ви врви. И тогаш условите, кога бил тој болнички работник, значи тој самиот ги ствара условите, не услови. Сега, кој ќе пошел на лекар, му било дозволено све лево, десно, напред, назад, значи термини, ова, она. Тој самиот нека се чувствуват виновен за тоа. Од каде ни се Затоа што се јавувате? пензионирал како работник болнички и во тоа време ги узурпирал луѓето што иделе кај него. Дали ни се јавувате од Скопје или можеби од некој друг град? Не е важно, од Кичево се јавува. Од Кичево, како е во Кичево? Еве, колку сте задоволни? Значи, здравството сега како што е така не е само здравството. Не е само здравството, прашање све е крах. Све е крах, така речено. Кај да поиш, те дочекуваат. Добро, луѓето како луѓе сака да ти помогнат, ама толку им е капацитетот, толку знање се менуваат. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Јас слободно ве охрабрувам, значи за тоа и постоиме. Споделете лични искуства, што сметате дека е потребно да се смени кога зборуваме за здравството. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер, поздрав до водителка, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Јас не се согласам тој што кажа дека работел во здравство. Па нормално кога работи во здравство мора да е привилегиран. Сега што кажа дека го вика кога има термин за кажа. Сега јас ти ви кажам, јас сум од Струмица, што ми се случи на мене. Значи никој пат глава не ме боли, уши не ме боли, сабајде на ниба, главата ми зуи дес страна, не знам што да правам. После 2 сата ја питам жена, викам нешто да ме пучи. Вика нема ништо, почна да ми смеја. Значи тоа, доваѓам доме одмах хитно на лекар. Хитно на лекар, матичо ми дава упот, викам докторе, ако е приоритет, нема да ме примат. Не, викам, мора да те примат, викам, ме пергат човекот. Викам, мора, вика, да те примат, ова е хитен упот. Одам во Струмица, а жена е поступила на УСО, вика, слушај, до 12 работ после нема. Јас уидех околу 10 сата. Никој не те прима. Ако има некој пријател, ќе го викнат, после 12 затворија. Нема никој, врата заклучено се, лежам на клупа, една жена вика, оди јави се, на кој да се јави. Верувајте, значи толку бев револтиран и од таму дојдех си, не знам како сум си дојдел, како возев. Значи сам не знам и сам сега се чудам, ако не дај Боже направи некој сообраќајка, што ќе се случи со мене? И така ми пучеше главата цел месец, ми пучеше, не оди на доктор. Значи сега некој кога се фали докторите работеле, па како работат? Јас сега сум веќе средни години поминете, да сум сега на 20 години, па никого не ми плаќал здравство. Значи ние немаме никакво здравство. Во Струмица е катастрофа. Благодарам за јавувањето и те слушнавме уште едно искуство од гледач, одиме понатаму. Добро вечер. Добро. Ако може малку добро утро.
Ало, добар ден. Добар ден и добро вечер, најдобар. И добар вечер. Така. Така. Така, добар вечер. Како Добро, е фала. вашето искуство, еве, кога зборуваме? Нашето мислење, ова неспособна влада се гледа по битувањето и по опремата, по плаќење, по доктори, сестри, тоа нешто не е плаќено. И за тоа се распаѓа. Значи, битуваше и живот, а ова и за здравство, и за се не исполнето. И гледаше како опремата здравствена е на одвомор да помоне од други држави, како да речеме Турска, Mađarska и од Словенија. Значи, немат интерес. Овој лидер, што се нелегитимен, како да речем, од Муртино, што витуваше се заборави. И јавно излеваше на телевизија и јавно кажуваше. Катанци ке ставиме на вие болници мали, прибидејќи нема, вика, празни се болниците. Празни се. А зашто се празни? Затоа што на сестри, доктори не е платено. Не се исплатени добро. Опрема немат и морат по секој цена да бегат. Значи, немат интерес. Витуваше мајката е за да направи тамо на сите локации и тоа не го направи. Да беше од Бомор, ке беше готова. Како и Штипската болница што е направена, да беше до 17 година, треба да се пушти, се опрема се, да се платени. Ке подсетам да внимавате на тајмерот, секако оние кои што се чувствуваат недоискажани, обидете се повторно, отворена е црвена линија. Во функција ни се 5 телефонски линија, бројот до нас е 02307 0005. Да не должам јас, одиме со нов гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Па еве, какво е вашето лично искуство кога зборуваме за македонско здравство? Лесно ли сте закажувале мој термин? Дали сте задоволни од условите? Македонското здравство, не само македонското здравство, него во Македонија ништо што е државно не функционира. Зошто кај Жан Митрев е како апотека, има врвни лекари, има се што е потребно, а во здравството нема. Здравството постоje само овај гол народ да плаќа здравствено осигурување, а не да добива услуга од здравството. Па пред распадот на Југославија, кога дури беше социјализмот, имаше државни објекти и државни институции. После тоа се стреми на капитализам. Значи, една ден ќе дојде че нема ништо државно, затоа е најдобро се да се приватизира, па некој што има приватна фирма, па да видим дали се дозволе да се распишуваат тендери во две очи и да му пропаѓа фирмата. А се што е државно се рачуна као туѓо. И не воде никој рачун за државното. Секој влече кон неговото. Не е само питање здравството, немало ќебиња, нема лекари, не ќебиња. Кој лекар ќе оде за 30.000, 35 да работи? Кога слуша дека некој 5.000 евра зима плата. И за тоа не бива тоа така. Хајде, пријатно. Благодарам и вам за јавувањето. Еве ме инспириравте веднаш да се префрлиме малку кај твитарџиите. Ке стартуваме со еден твит кој што горе-долу многу наликува на она што го кажа овој гледач. Твитот е на Менче Имортал, кој што напиша: абе, ако треба и последниот денар би го дала за да се лечам приватно. Буквално последен денар. Државава не знае ни хигиенски услови во државните здравствени институции да обезбеди, а не па нешто друго. Бљак. Дали имаме гледач? Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам многу. Да ви кажам право, нашето здравство некако не се откорна од тоа државно, како да е под државна капа и тој социјалистички дух на работење. Значи, прво, зборувам за специјализираните делови од здравството. Так. Прво кафето, па после муабето, па игнорантски однос кон пациентите, дефинитивно лошо и полошо здравје, амин. Во времето кога се правеше концесии за државно во приватно здравство, имаше
поволни услови да се земат ординациите во основното, примарното здравство, и тогаш ги зедоа за некои багателни теми своите ординации и продолжија да работат и како пензионери го одложија пензионирањето. Дефинитивно, здравството мора да има некоја економска логика. Зашто не е плаќена струја? Кој е одговорен? Треба одговорност да се зема, треба норма да им се даде на докторите, да не си предаваат таква важност, они народот ги финансира да студираат, никој не продаде ни нива, ни стан за да заврши факултет или специализација или да станат професори. Тие мора да вратат назад на народот со услуга, со одветна, со квалитет, не со купени дипломи, тоа дефинитивно да се стават на... Ке морам да подсетам, внимавајте само на тајмерот од 90 секунди, затоа и го покажуваме на екранот. Но обидете се уште еднаш, се разбира, отворени сме да слушнеме, па дури нека биде и повторно јавување. За оние наредни кои што ќе се вклучат, секако нека внимаваат на времето. Добро вечер за нов гледач, верувам. Добро вечер. Секој добро и вам. Се јавам од Крива Паланка. Каква е состојбата во Крива Паланка? Па за сега, ако прашувате за временската состојба, е ладно. И тука е исто, но каква е болницата во Крива Паланка? Сега во врска со темата. Ја ги разбирам потполно овие докторите што се во државното здравство, затоа што они убаво викаат. Матичните лекари, кога ќе дојде празник или кога ќе дојде сабота или недела, они у петок ќе си вршат машно уште у 12 сати и ќе си јат дома. А вика, после тоа, све што ќе дојде болно, заразено вака, доаѓаат кај нас на брза помош или во државната здравствена установа. Зошто државата не направи да ако во моментот во државното здравство нема кој да дежура, зашто не ги ангажираат приватните доктори да бидат дежурни во здравствените установи? И уште нешто. Зошто државата, која ќе отидете на брза помош или на државен доктор, кај државна институција, се што ќе ти издадат таму, лекарства, ова, она, инфузија, зошто не му одбијат од капитацијата на природниот лекар, на матичниот лекар? Пошто тие се ко заштитени мечки. Они само знаат да лекари земаат пари. законски се должни да одговорат на повеќе од 24/7 од своите пациенти. Они се должни да одговарат, они не одговарат матичните доктори, него целата обврска на државната институција, на брза помош. Зошто, например, државните... Благодарам големо што се вклучивте, ке подсетам уште еднаш, особено оние кои што можеби немаат јавено во црвена линија, внимавајте на времето. Одиме пак на Твитер, ќе ви покажам еден твит од 10 ноември. Припаѓа на раскажувачот, напишал: кога ќе ми текне на ова, гласајте за европско и бесплатно здравство. Насловот е термин за мамографија во Скопје, нема во наредните 3 месеци, нема ниту одговор како ќе се реши овој проблем. Проблеми многу, но драго ми е дека имаме и многу гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам. Па ја нема да зборувам напамет, него ќе зборувам со фактот и имав повеќе проблеми и повеќе присуствам во болниците. Прва и основна работа е дека матичните лекари претходниот се зборуваше не е така како што тој зборува, може би има исклучоци, и тоа мислам дека тие се максимално посветени за пациентите. Втора работа која е многу битна, до пред неколку години читачките во ЕЛМ, СМ и други по-големи институции земаа поголеми плати од хирурзите. Не знам дали знаете дека пред неколку време хирурзите земаа некаде околу 30.000 денари, што беше срам за нивната професија. Трета работа, која е исто многу важна, медицинскиот персонал не е платен. Медицинските сестри и сите тие придружни луѓе кои што работаат во болниците и институциите земаат плати од 18, 17, 18, 19, највише 20.000 денари. И затоа младите бегаат. Нема да седат тука да работаат за 18-20.000 денари, а некој што лета со авиони таму да зема 6-7.000 евра плата, а ништо да не работи. Втора
А на што се должат и лошите услови во болниците, не само персоналот? Види, државата не функционира. Кај трите столба во државата се правда, медицина и школство, тие три столба. Благодарам и вам за јавувањето. Ке подсетам, Еве, секако сакаме да слушнеме условите какви се во болниците во градовите од натрешноста, споделете свое искуство, свое видување и што тоа треба да се направи за да добиеме квалитетно здравство. И секако открите и Еве, дали сте задоволни од услугите од здравството за кое сте освојувале средства цел свој работен век. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам. Здравството ќе се опорави странски. Ние сме цел живот, не сакам овој збор воопште да го кажам, меѓутоа не можам да најдам друг адекватен, буквално просјаци. Значи, милиарда зедова за короната, нигде јас нема. Ништо не, нигде ка пропадна у жив песок. Сега, так да се, донации ќе добиеме. Што ако добиеме? Пак ќе ги снема и тие донации. Значи, кај нас нема ред, кај нас нема, како да кажам, закон. Уствари има закон, меѓутоа не се почитува и нема кој да го спроведе тој закон. Значи, кај нас што и да донесе, и кој да даде, и да донира и све, кај нас го снемува. Значи, за жал, не знам, народов не е народот, меѓутоа тие што се таму и кај што можат да бркнат во медот, што викаат на оваквото, на функција, сето тоа они си го користат. Значи, нема мерка на земање. Ја не знам, се зима, се прави, се знае толку колку. Значи, све што ќе дојде, све да се земе и да се префали на своја сметка. Било дали е материјал, дали е финансии, не е битно. Главно само да се префали на друго. Жалосно да ви кажам многу за здравството, многу ми е жал. Цел живот сме плаќале по 40 и кусур години во здравство, и овако, и сега кога ќе ти треба здравството да не може да ти помогне. Ја не знам ваква срамота дали има во друга држава, меѓутоа пак ќе кажам да чекаш некој да ти даде милостиња, срамота е. Не сме толку држава да не можеме нешто да купиме и да направиме. Сега го благодарам што направивте и се јавивте во црвена линија. Одиме повторно на Твитер. Анакин Скайуокер пишува: државата е виновна. Нека купи повеќе магнетни и нека им ги покачи платите на лекарите. За криминали има пари, а за здравство не. Да видиме што ќе ни каже новиот гледач. Добро вечер. Стишете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалете го тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка. Добро вечер, уште еднаш. Најверојатно, еве, ќе мора да повторам, а ми се допадна, помина поприлично многу време и не мораше да се кажува основното правило, а тоа е дека кога ќе го завртите бројот 023070005, задолжително намалете го звукот на телевизорот до крај. Изборувајте преку слушалка со мене. Добро вечер. Добро вечер. Добро, да... Има, еве ми рекоа. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично ме слушам, драго ми е. Да, мило ми на мене. Па еве, какво е вашето лично искуство кога сте биле предадени на македонското здравство? Дали сте задоволни од услугите? И како ги коментирате условите кои што еве се појавија во 21 век, како немање грејење на инфективно во Велес и немање специјалисти на инфективно во Битола? Значи, вака, сега здравството е тоа што е во моментот. Треба да се вложи во здравството, како доктори, специјалисти и така натака. Зошто не се вложува? Зарем воопшто немаме средства? Тоа треба да го знае владата, треба да го знаат министерствата. Јас вложив, имам тројца со завршен факултет медицински на Кирил и Методи. Големиот син докторот, значи 6 месеци е принуден да чека од лекарска комора да му ја дадат лиценцата за да работи. И така да, значи, дека
не е како што треба, штом завршил све, зашто мора да чека 6 месеци, кога може да тој труд што го вложил 7 години, 6-7 години да учи да биде доктор, значи зашто да чека 6 месеци да биде принуден, а не да работи тие 6 месеци негде во некоја клиника било каде. Сака да работи во државна установа или во приватна? Јас сум го учел и сум го школувал во државна да работи. Така. Иначе многу е лесно да излега надвор да се работи во странство. Нема да им дадам на тројцата, ќе сум вложен во нив, а не државата, како рече на господја, вложува. Не, јас сум вложил цел живот во нив, значи сакам тие да тој влог што сум го вложил да Ке подсетам, внимавајте на времето. Благодарам големо и до вас. Па еве ќе споделам од Твитер едно искуство на Лили, кое што на 18 август пиша вака на Твитер. Бев во болница да му однесам топла вода на татко ми, за да се избричи. Клиничка болница Битола 2022. 2022. Ете, такви искуства споделуваат и оние кои што имаат непријатни искуства, морам да потенцирам, но очекуваме да видиме и вие што ќе кажете во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам. Фала, исто. Па еве, од Охрид. од Охрид. Каква е состојбата во Охрид, еве, условите во болниците? Има ли... Состојбата во Охрид критично, кога нема педиатрија. Туристички град, што потака, не знам, што би било натаму. Лесно е добивате услугата мој термин, еве, вашето лично искуство. Има ли грејење во болниците, со оглед на тоа што еве во Велес температурата е 10 степени на кое што лежат пациенти? Тоа е покритично, кај нас во Охрид во Ретке, новата болница работи, ама нема доктори, немама, уопште нема педиатрија доктор, не е доктор. Како го толкуваат еве таму тоа? Што сите се бунат, сите викаат, ама џабе е све, која нема разбирање. Не знам и директорот дали спие, дали не гледа, дали нема доктор, уопште не можеме да разбираме. Луците мора струга да одиме, за ако има температура, за има инфузија или не е да инфузија за здравие, важно. Продолжете, имате уште време. Тоа значи дека сте задоволни или незадоволни од услугите? Многу ти, како реклате? Дали сте задоволни од услугите во здравството за кои сте одвојувале од средства од вашиот век на работен век? Докторка на... Добро. Сега повторно на Твитер, ќе видите и зошто. Чупето од Битола. Ова е минатата година, ноември 29. Направила една ваква паралела. Од едната страна гледаме како изгледа Келе или подобро како што пишала таа затвор во Норвешка и клиничка болница во Битола. Ова е минатата година, објавено на 29 ноември. Добро вечер за нов гледач во црвена линија. Ало, добро вечер. Секој добро и вам. Видете, јас сум реален човек и реално ќе зборам. Знаете како, кога 200 или 250 или 300 луѓе плаќаат здравство, а истото тоа здравство го користат 1.600.000, немај да очекувате дека ќе имаме многу добро здравство, да ви кажам. Значи, прво се парите проблем. 300.000 луѓе плаќаат здравствен допринос, ако користат 1.500.000, таму што очекувате вие повеќе од тоа тука? Тоа е една работа. Втора работа. На нашиот здравствен систем му треба темелна реорганизација. Кога прашувате зашто нема доктори за млади доктори. Па јас веќе 2 години трубам по овие телевизии дека државата треба да почне да склучува договори со оние доктори кои ќе ги прати на државна сметка на специјализација, дека после тоа специјализација 10 или 15 години мора да работат во државното здравство или пето струка да вратат цената на специјализацијата. Нас ни се случи доктори на специјализација на државна сметка да не ќе да се вратат во државата да си одработат специјализацијата. Кој е од пеналот за тоа? Никаков. Ништо, никој не може ги најдеме си ги земеме парите, а сме ги платили. Значи, треба на начин систем. Ти идеш на државна сметка, ќе работиш за државата. Едната работа. Втората работа, државата треба да обезбеди, како понапред што беше приоритет, стамбени услови. Не можете вие да очекувате дека еден млад доктор ќе ви се напати вас да ви работи од Битола, од Скопје во Битола,
а при тоа да иде некаде да бара сам почтивија стан или таква работа. Видете, прашајте ги зашто сите сакаат у Скопје да работат, никој. Благодарам за јавувањето, одиме со реклами. Ке повторам да не заследите и на социјалните медиуми, Facebook, профилот на Црвена линија Телма, телевизија и секако Инстаграм. А тука на денешното анкетно прашање, дали сте задоволни од услугите во здравството за кое сте одвојувале пари во текот на целиот работен стаж? Со да одговорија 20%, а со не одговорија 80%. Драги мои, тука е и крајот на ова денешно издание. Уживајте во програмата на Телма, ние повторно заедно во нашиот термин. Довидување.